Се ни се сите жители што беа граѓани што беа на 6-тиот и на 7-тиот кат, пуштени се сите доле. Сите се у добра состојба. Имаме повредени двајца пожарникари. У првичната интервенција едниот пожарникар е повреден, има изгореница на раката десна, добар е задржан на скопските клиники. Другите двајца ни се пожарникари кои што вдишија чад, затоа што немаме горе доволно простори, немаме доволно воздух за да отвориме прозори, све влезот е таков како што е. Пристапот ни е малце тежок и сега за сега е све под контрола и немаме ништо више горе никој, почнуваме со чистење. Знае ли како настана? Се уште не сме утврдили која е настанатата материјална штета и од што е настанат пожарот, ама по првичното качувањето мое догоре до 7-тиот кат за да спасиме последната жена, видовме дека е излеа од кујната. Најверојатно дали од електрична инсталација, дали од нешто, најверојатно од кујната, бидејќи вратата е отворена. Од таа топлина е пробиен и спротивниот стан од другата страна што гледа навака од оваа страна. Со помош на скалите влеговме од оваа страна за да го локализираме пожарот од другата страна на зградата и интервенцијата траеше 2,5 часа со 11 возила. Тежок пристап внатре во влезот, али сепак тоа е тоа, успеавме сите без последици за сите граѓани. Колку станови беа? Два со уште еден помошен до него 3 измеѓу. Се знае колку луѓе евакуиравте? Ние евакуиравме 7 моментално и толку и беа на горниот спрат, меѓу кои имаше 2 дечиња. Другите 5 се на повозрастни години. Каква состојба се? Сите се одлични. И последната жена ја симнавме сега моментално, она имаше малце проблеми со дишењето и е на лекарства. Успеавме да симнеме неа и лекарствата да ги симнам јас со неа за заедно. Ја ги замолувам сите граѓани, знаеме све што е проблемот и како е проблемот, знаеме дека секој горе има имот и нешто стан, него да ни остават просторот за работа и да ни го остават оној момент кој што ни е потребен за да се организираме, за доволно да пристапиме и што побрзо. Мене ми е полесно да пристапам да гасам, него да се расправам со жителите и со граѓаните. Знаеме све, пробувавме да влегуваме и од другиот влез преку кровот, не можеме, затворен е кровот горе. Така да ние наоѓаме најсоодветна опција за што побрзо да ги симнеме граѓаните и ја ги замолувам за несакани вакви ситуации да ни дозволат да си ја работиме работата без притисок од нивна страна.